Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје точно на време во својот редовен термин 9 часот и 15 минути, како што впрочем и секојдневно не следите од понеделник до петок со нови теми во секое издание. Утрово зборуваме за хематолошки заболувања во детската возраст, нивното рано препознавање на симптомите, навремената дијагноза и соодветниот современ третман овозможува успешност во лекувањето. На оваа тема утрово разговараме со професор доктор Светлана Кочева, педијатар, хематоонколог, раководител на одделот за хематологија и одделот за малигни хемопатии и следење на трансплантирани пациенти од Универзитетската клиника за детски болести. Добро утро, доктор Светлана, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, Билјана, благодарам за поканата. Да. Зборуваме за, можеби ќе речеме, специфични детски заболувања. Кога зборуваме и помислуваме на здравјето на децата, најмногу како родители сме фокусирани на алергиите, на инфекциите, на растот, на развојот, но сепак постојат и други состојби кои што бараат должно внимание да се помислува на нив, бидејќи раното препознавање на сите овие состојби ќе значи успех во лекувањето. Што всушност представува и опфаќа детската хематологија? Детската хематологија е голема гранка од педијатријата, која што се занимава со дијагностицирање, лекување и следење на болестите на крвта и крвотворните органи. Крвотворните органи се местата каде што се создаваат крвните клетки кои што доаѓаат во периферната крв. Затоа болести на крвните клетки и крвотворните органи се манифестираат со различни хематолошки заболувања. Каде се дијагностицираат и каде се лекуваат и третираат ваквите хематолошки заболувања? Сите хематолошки заболувања се дијагностицираат и третираат на одделот за хематологија и онкологија на Универзитетската клиника за детски болести, каде што и јас работам, и нивното лекување се спроведува на нашиот оддел. Следењето на пациентите по завршување на третманот е во хематолошката амбуланта на клиниката за детски болести и во матичните амбуланти по завршување на лекувањето. И во најавата, нели, кога ве представував како раководител на одделот и следењето на трансплантирани пациенти, така? Сето тоа е тука вклучено. Да, дел од терапијата за некои хематолошки болести е и трансплантација на коскена срцевина. Децата засега, помали од 14 години, се трансплантираат надвор од нашата земја, меѓутоа 2 до 3 месеци најкасно по завршено лекување се враќаат во Македонија и следењето продолжува на нашиот оддел. Следењето на оваа група на пациенти трае подолго време. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме да кажеме и за поделбата нели на хематолошките заболувања во детската возраст, на бенигните, но и на малигните, бидејќи секогаш е добро да бидеме едуцирани, да бидеме информирани, бидејќи само така можеме навреме да препознаеме некоја состојба или симптом и навреме да реагираме. А кога станува збор за децата, се би направиле во тој момент. Да, навремената дијагноза е секако важна, затоа што таа е услов за успешно лекување, а најголем дел од хематолошките болести, иако така изгледа дека тоа се тешки и сериозни заболувања, најголем дел се лекуваат успешно и децата имаат нормален раст и развој. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме понатаму со разговорот. Следете не, почитувани гледачи, до самиот крај. Повелете, вклучите се во емисијата со ваши прашања. За хематолошки заболувања во детската возраст утрово во Фактор здравје разговараме со професор доктор Светлана Кочева, педијатар, хематоонколог, раководител на одделот за хематологија и одделот за малигни хемопатии и следење на трансплантирани пациенти од Универзитетската клиника за детски болести. Доктор Светлана, сега, кои се најчестите хематолошки заболувања во детската возраст? Во групата на хематолошки заболувања постојат две големи подгрупи. Првата се бенигни хематолошки заболувања, во кои што ги вбројуваме анемиите како најчести хематолошки болести, кои можат да бидат стекнати или наследни, потоа нарушувањата на коагулацијата, тромбоцитопениите и наследни и стекнати болести на белите крвни клетки и коскената срцевина.
Втората група на хематолошки заболувања ја представуваат малигните хемопатии, во кои што најчести во детската возраст се леукемии и лимфоми. Така. Колкава е честотата на овие заболувања во детската возраст? Секоја хематолошка болест е различно застапена. Не би можела да кажам генерална честота на сите хематолошки заболувања. Некои од нив се почести, некои се јавуваат многу ретко. Тоа е во однос на бенигните заболувања, затоа што хематолошките заболувања во детската возраст може да бидат и наследни. Некои од наследните се многу ретки. А за малигните, честотата на малигните заболувања тоа се ретки болести во детската возраст. Се јавуваат некаде, например, најчестите леукемиите со 1 до 4 на 100.000 деца годишно, се во групата на ретки болести и малигните и многу хематолошки заболувања, меѓутоа се значајна причина за морталитет и морбидитет во детската возраст. Така. Ја споменавте анемијата, дали е најчестата хематолошка болест? Да, анемија е најчеста хематолошка болест или е симптом на голем дел од хематолошките болести. Во детската возраст најчесто е стекната анемија, која што најчесто е нутритивна. Тоа значи дека таа настанува како резултат на дефицит во исхраната, најчесто на дефицит на железо во исхраната, витамин B12 и фолна киселина. Таа се јавува во различна детска возраст, меѓутоа најчесто се јавува во периодот на интензивно растење, а тоа е во првата година од животот и во пубертетот. Причината за честотата на болеста кај доенчињата е изборот на исхрана. Децата и после 6-тиот месец продолжуваат само на млечна исхрана, што не е исправно. Тие треба веќе да внесуваат намирници кои што содржат поголема количина на железо и затоа кај деца кои што консумираат големо количество на млеко, кое што меѓу другото и ги заситува и го намалува апетитот и потребата за друга храна, во првите години од животот се јавува анемија поради дефицит на железо. Во пубертетот, кога растењето е исто така интензивно, се зголемени потребите на организмот од железо и затоа се јавува дефицит на железо, ако тоа не се внесува, а кај девојчињата често причина за дефицит се и обилни менструални крварења додека да се воспостави нормален менструален циклус. Затоа во овие периоди особено треба да се консумира храна која што е богата со железо. Железото е важно за создавање на хемоглобинот и сето тоа е нели поврзано едно со друго за да се функционира нормално организмот. Како симптоми или причините кои што доведуваат до анемија или симптоми кои што треба да се забележат, како се манифестира? Главниот симптом кој што и родителите најпрво го препознаваат е појава на бледило на кожата и слузниците. Бидејќи, како што рековте, железото е неопходно за синтеза на хемоглобинот, а главната функција на хемоглобинот е да го транспортира кислородот до сите клетки и ткива во организмот, при дефицит на хемоглобин, односно ниска вредност на хемоглобинот, во клиничката слика, освен бледило, може да се појават и други симптоми, кои што се резултат на нарушена функција на повеќе органски системи. Кога железото, односно хемоглобинот во организмот е ниско, постои хипоксија, односно страдаат сите клетки и ткива, така да ако анемијата трае подолго време, освен бледа пребоеност на кожата и слузниците, се појавуваат и други симптоми, тоа е главоболка, кај поголемите деца, вознемиреност кај помалите, намалено внимание во училиште, намалена физичка активност, намалена толеранција кон физичка активност, забрзана срцева работа. При долго траење на анемија се јавуваат промени на ноктите кај децата, тие се кршливи, промени на кожата, сувост на кожата, се намалува интересот за секојдневните активности. Дури помалите бебиња имаат силна вознемиреност во текот на ноќта. Значи, очигледни симптоми кои што се забележливи, така? Очигледни симптоми кои што освен бледилото се надоврзуваат и се препознаваат и од родителите и од докторите.
Дефицитот на железо не спомена во организмот, многу поретко може да се случи ако постои загуба на железото од организмот. Тоа се кај некои гастроинтестинални заболувања кои што се ретки. Значи во таков случај, освен тоа што постои анемија, постојат и други симптоми кои што укажуваат на примарната болест за загуба на железо или пак кај болести кај кои што ресорцијата на железо во организмот е нарушена. Во тој случај, освен овие симптоми кои што ги споменав, постојат и други кои што се поврзуваат со специфичното заболување. Така, но и во оние основните причини постојат и дополнителни за појава на анемија. Не е болест сама за себе, така, туку е некогаш и симптом на некое друго нарушување. Зошто е важно, освен коригирањето на вредностите на хемоглобинот, да се бараат и дополнителните причини зошто се јавила анемија? Да, анемијата сама по себе не е болест, тоа е симптом. Тоа е состојба која што укажува на ниска вредност на хемоглобинот или бројот на крвните клетки во организмот. Затоа кога ќе се појави, нашата цел не е само да го коригираме хемоглобинот, туку да ја утврдиме причината за нејзиното настанување. Дали се работи за дефицит во исхраната или пак за некоја друга хематолошка болест. Така. А кога станува збор за оваа анемија за која што зборуваме, каков е третманот, со што се постигнуваат тие посакувани вредности? Кога станува збор за најчестата анемија или анемија поради дефицит на железо, првиот третман е совет за исхраната, која што треба да се прилагоди на возраста на децата и да биде богата со железо. Железото е состојка повеќе, го има во поголема концентрација во храната од животинско потекло, која што децата покасно ја воведуваат во својата исхрана, го има и во зеленчукот. Значи, нашите први совети се корекција на режимот или на диететскиот режим на исхрана кај децата. Понатаму, ако анемијата е подлабока и не може да се коригира, тогаш се користи суплементација на железо, односно препарати на железо во облик на сирупчиња или таблети кои што се внесуваат секојдневно до коригирање на хемоглобинот. Да. И дали и овде, барем извесен период, како кај возрастните, кога велиме минимум 6 месеци мора да поминам за да почнете да ги чувствувате, нели, подобрувањето, дали и кај децата е нешто слична така состојбата? Корекцијата на хемоглобинот се постигнува најчесто во првите 3 месеци со редовна терапија и соодветно дозирање на сирупот. Често третманот продолжува до 6-тиот месец за да се надополнат резервите на железо во организмот и за да не се случи да веднаш по прекинувањето на третманот повторно се појават симптомите на анемија. Значи 3 до 6 месеци трае третманот за феродефицитна анемија подлабока, за која сме одлучиле дека е потребен третман и не е доволен само советот за исхрана. Што кога при појава на анемија ќе се појават и други дополнителни причини, односно постојат ли наследни анемии? Што значат тие и кои се? Да, постојат наследни анемии. Тоа се болести кои што настануваат како резултат на генетски нарушувања, мутации во гени кои што ја кодираат синтезата на хемоглобинот. Најчестите наследни анемии се таласемиите и другите таласемични синдроми. Болеста таласемија е позната и како медитеранска анемија, што означува дека тоа е болест која што е честа во медитеранските земји. Нашата земја, како дел од медитеранскиот базен во многу години наназад, има повисок процент на таласемии, како и другите земји во нашето опкружување, Грција, Албанија, Бугарија, другите медитерански земји. Тоа е наследна анемија која што е карактеристично за неа. Што е карактеристично? Болеста се манифестира со главен знак анемија, значи појава на бледило на кожата и слузниците. Меѓутоа, клиничката презентација зависи од тежината и формата на болеста. Таласемиите како наследни анемии се јавуваат во 3 клинички форми. Тоа е блага клиничка форма, која што се нарекува таласемија минор, интермедиерна и тешка или мајорна клиничка форма. Во однос на честотата, најголемо значење за рано препознавање е минорната форма на анемија, на таласемија минор,
која што има практично иста клиничка презентација како и феродефицитната анемија, со тоа што кај оваа форма на анемија не постои дефицит на железо, напротив, железото во организмот е во вишок. Бидејќи има слични симптоми, се случува да се препознае многу покасно и да подолго време децата примаат непотребно препарати на железо, бидејќи не само клиничката презентација, туку и главните карактеристики за анемија во крвната слика се многу слични. Оваа минорна форма на анемија означува дека вредноста на хемоглобинот кај овие деца е секогаш на долната граница, секогаш. Тоа се одржува во текот на целиот живот, за разлика од минорната форма. Мајорната и интермедиерна форма на анемија се тешки форми на болеста, кои што се поврзани со хроничен третман. Зборувам за мајорна таласемија мајор, што означува трансфузија на филтрирани еритроцити по поставување на дијагнозата на болеста во првите години од животот, а излекување се постигнува со трансплантација на хематопоетски матични клетки од компатибилен сроден или несроден дарител и денес за некои форми на мајорна и интермедиерна форма на таласемија е достапна и генетска терапија. Така да успехот во лекувањето е висок кај овие потешки форми. Полесните форми на анемија е важно да се препознаат на таласемија минор и да се информираат родителите и семејството за причината на оваа анемија. Не се стекнува, туку едноставно ја наследувате. Така и важно е така не се да стекнува, да. Се наследува од еден или двајцата родители. Ако се наследи еден таласемичен ген, тогаш се манифестира во блага клиничка форма, која практично не го нарушува воопшто растот и развојот на детето. Меѓутоа, ако се наследи таласемичен ген од двајцата родители и детето е така наречено хомозигот за таласемија, значи има таласемичен ген на двата хромозоми, тогаш се манифестира во тешка клиничка форма. И таа е зависна од трансфузија на еритроцити. Така, во пренаталните тестови уште во текот на бременоста може да се постанови може да се постави дијагноза и во текот на бременоста. Тоа е особено важно за семејствата во кои што ќе се утврди генскиот дефект и тоа се прави долги години наназад во Македонија. Се поставува пренатална дијагноза за сите форми на таласемија. Значи, пренаталното тестирање се прави во семејства во кои што болеста претходно е откриена. Затоа е и важно да ги откриеме децата кои што се носители на таласемичен ген. Тие не се болни, повторувам, тие имаат само блага форма на анемија. Ако се откријат тогаш во иднина ќе може да бидат да имаат можности за пренатална дијагностика. Така. Кои се современите третмани и текови во третманот на таласемијата? И јас само пред да продолжиме да ги поканам уште еднаш гледачите, можете да се јавите на вам добро познатите телефонски броеви, да поставите прашање, да добиете совет и препорака, односно да се консултирате со доктор Светлана Кочева. Новитетите и современите текови во третманот. Конкретно за таласемиите, современ третман е и долго години се применува трансплантација на хематопоетски матични клетки. Ако таа се направи на време, успехот од третманот е висок, над 90%, а денес веќе во последните години и генската терапија е можност за лекување, особено кај пациентите кај кои што не може да се обезбеди компатибилен дарител, сроден или несроден. Тоа е мала група на пациенти, но се случува, така да денеска е достапна и генска терапија. Нашите пациенти со таласемија мајор имаат успешно лекување во 100% од случаите. Повеќе од децата со таласемија мајор се трансплантирани и се следат на нашиот оддел. Така. А кога станува збор за онаа првата форма, најлесната, како што рековте, може да се направи разлика дали е таласемија или анемија врз основа на тоа кога веќе се третира анемијата, а не реагира на терапијата со
железо? Да, првото сомневање дека не се работи за феродефицитна анемија е кога анемијата не реагира на третманот со железо и покрај терапијата со железо вредностите на хемоглобинот во крвната слика остануваат ниски. Тоа е првото сомневање и тоа треба да биде индикативно за дополнителни хематолошки испитувања, а тоа се генетски испитувања и анализирање на структурата на хемоглобинот со кој што дијагнозата или сомневањето за оваа минорна форма ќе се докаже. Така да, освен крвната слика, потребни се и дополнителни тестови кои што се достапни во нашата земја. Ја дијагностицираме многу брзо и тогаш нашите совети до семејството и објаснувањата следуваат и секако се прекинува терапијата со железо. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Светлана, освен анемијата, чест симптом на хематолошко заболување и појава на модринки. Колку треба да ги исплашат родителите, колку треба и кога да се вистински аларм дека треба да се посети лекар и кои се оние специфичните кои бараат и подетелна проценка? Да, појава на модринки, најчесто тоа се на долните екстремитети, на подколениците, кај децата се чести. И тие се најчесто резултат на лесни повреди кои што се случуваат во текот на играта и не треба да представуваат голем аларм дека се работи за некоја болест. Меѓутоа, кога модринките ќе се појават на невообичаени делови од телото, кога тие се големи, кога се јавуваат и се прошируваат постојано, особено кога ќе се јават ситни точки по телото кои што се дистрибуирани на сите делови од кожата, може да представуваат причина за дополнителни хематолошки заболувања, испитувања, бидејќи може да се дел од клиничката слика на некои нарушувања на коагулацијата или други хематолошки болести. Значи, ако се јават на невообичаени места, ако не поминуваат, ако се придружени особено со други симптоми, некогаш кога нарушувањата на коагулацијата се вовет во друга хематолошка болест, тие се придружни и со други симптоми, како што се висока температура, слабост, малаксавост, кои што зборуваат, односно индицираат потреба за преглед и дополнителни хематолошки испитувања. Особено е важен и клиничкиот преглед кај овие деца кои што треба да откријат симптоми кои што ќе укажат на друга болест. Инаку лесните модринки, најчесто на подколениците, не се дел од хематолошки сериозни заболувања. Да. Се знак за активно дете, така, бидејќи сега веќе во летниот, пролетниот период, да, во текот на играта се соочуваат со такво нешто, меѓутоа во секој случај родителите будно си ги следат, си ги гледаат своите дечиња, така и секоја промена треба навреме да ја пријават, велиме и педиатри тематични, така првично го забележуваат и проценуваат кога има потреба да се испрати детето на хематолог. Инаку појавата на модринки, појавата на крварења во кожата, мускулите, може да се должи на нарушувања на коагулацијата, може да биде причина тромбоцитопенија и многу ретко причина друга хематолошка болест. Така. Ова се бенигните хематолошки заболувања. Да, до сега зборувавме за бенигни хематолошки заболувања. Кога анемијата може да биде знак и симптом на друго заболување? Анемијата рековме дека е најчест симптом во педиатриската хематологија и таа може да биде симптом и на сериозни хематолошки заболувања, односно да биде вовет во тешка хематолошка болест. Во детската возраст од малигните хематолошки заболувања најчести се леукемии и лимфоми. Овие заболувања започнуваат со неспецифични симптоми, во кои што може да се вброи и појавата на анемија, која што и најбрзо се препознава, бидејќи се манифестира со појава на интензивно бледо пребојување на кожата, со неспецифични симптоми како што се покачена температура без објективна причина, пролонгирана фебрилна состојба, чести инфекции во еден краток временски период кои што не поминуваат со стандардните тераписки процедури. Набрзо по овие
неспецифични симптоми се јавуваат и симптоми кои што укажуваат на сериозна болест, а тоа се најчесто зголемување на лимфните жлезди во различни регии, појава на органомегалија, појава на крварење по кожата, кои што се разликуваат од обичните модринки кои што се појавуваат бенигно, се јавуваат болки во коските. Детето ја намалува физичката активност, нема сила. И во тој случај анемијата може да биде вовет, односно најчесто е вовет во малигна хематолошка болест. Така. Кога зборуваме за леукемијата, како дијагноза ни звучи застрашувачки на сите нас, но она што се постигнува како успех во лекувањето е онаа добрата и позитивна страна на ова заболување. Да, од малигните... Која е најчестата леукемија? Од малигните болести хематолошки најчести се акутните леукемии во детската возраст, што е различно од возрастната популација, а од акутните леукемии скоро 1/3 некаде се акутни лимфобласни леукемии. Леукемиите се поделени врз основа на типот на клетките кои што се променети, така да во детската возраст најчесто е акутна лимфобласна леукемија. Се јавува скоро кај 80% од сите акутни леукемии и тоа е болест која што денес успешно се лекува со современи тераписки процедури, навремена и современа дијагностика. Така. А рековте, симптомите често неочекувано одеднаш се појавуваат. Најрана детска возраст кога може да се јави ваква болест? Симптомите се јавуваат одеднаш кај претходно сосема здрави деца. Се развиваат постепено во текот на, можеби, дијагнозата на болеста најчесто се поставува во 1 до 3 месеци од почетокот на болеста. Во првиот период таа клинички нема манифестација, инаку во однос на возраста може да се јави во било која возраст, дури и кај доенчиња, дури и кај новородени деца. Така, да. Во поглед на третманот, велиме дека успешноста во третманот во најголем број случаи е очекуван и односно се постигнува со удирање на звончето во ходникот на одделот на детската клиника. Кога ќе удрат дечињата во звончето, тоа значи дека се избориле со болеста и ја победиле леукемијата. Да, по завршување на третманот, кој што трае некогаш подолго, по завршување на лекувањето, така е една традиција на нашиот оддел е да завршување на лекувањето се одбележи со звонење на звонокто пред одделот на клиниката, така да тоа е еден убав момент кој што ние го почитуваме и го правиме. Така, верувам дека е најсреќниот момент и за родителите и за самото детенце, но и за целиот тим кој што постојано будно го следел и постојано преземал се што е во можност да се направи најдоброто и најсоодветното за него. Тоа е убав момент за сите кои што учествуваат во овој процес, а секако најмногу за децата. Така. Колку е напредната детската хематологија денес? Велиме, споредуваме секогаш денес и порано како било, можеме нели да се пофалиме со многу работи кои што се постигнати, а се е во прилог на постигнување на успешноста во третманот на болестите кај децата. Во последните години, во последните 2 декади можеби, е направен значаен напредок во третманот на хематолошките заболувања. Тој се однесува прво на подобрување на дијагностичките методи, со кои што се поставува дијагнозата многу рано и многу прецизно. Во дијагнозата на болеста се вклучени бројни генетски тестирања и испитувања, кои што имаат за цел да ни информираат за карактеристиките, за биолошките карактеристики, особено на малигните клетки, а за другите заболувања, хематолошки бенигни, да ја одредат точно причината, генетската причина за нивното настанување. Значи, воведувањето на генетската дијагностика и други дијагностички тестови значајно ја подобри дијагнозата и прецизноста на дијагнозата на хематолошките заболувања. Овие генетски тестирања овозможија и пронаоѓање на нови тераписки опции, пронаоѓање на така наречена таргетирана терапија
имунотерапија која што го подобрува исходот во третманот, така да комбинираните тераписки протоколи кои што вклучуваат за малигните болести и хемо и имунотерапија го подобрија успехот во третманот, а додека за останатите немалигни хематолошки болести, кога ќе се утврди специфичната причина за болеста, секако лекувањето е најсоодветно и успешно. Така да денеска е постигнат значаен напредок во третманот и дури се смета дека педиатриската хематологија е најуспешна приказна во здравството. Така, откако ќе се постигне посакуваниот ефект и излекувањето, што понатаму значи во смисла на следење контроли, има ли некакви ограничувања за децата во поглед и на исхраната и на однесувањето и на самиот живот? Кога ќе заврши третманот, понатаму советите зависат и од типот на болеста за која што детето се лекувало. Најчесто растот и развојот продолжуваат сосема нормално. За одредени болести се предвидуваат редовни лекарски контроли на клиниката за детски болести, најчесто во првите 5 години, зависно од дијагнозата на болеста, инаку понатаму растот и развојот на детето продолжува нормално. Така. И пред самиот крај, дали им се достапни на нашите пациенти современите терапии и што значи соработката со врвните европски центри на детската клиника СОНИФ? Да, достапни се современи тераписки опции на нашето оделение. Се спроведуваат идентични тераписки протоколи кои што се спроведуваат и во другите земји. Се спроведува современа дијагностичка процедура која што вклучува сите генетски испитувања кои што ни се потребни за дијагностика. Тоа практично денеска е и услов за спроведување на одреден тераписки протокол. Хематолошките заболувања генерално не се чести, тоа се ретки болести, поготово малигните заболувања, и затоа споделување на искуството помеѓу центрите кои што ги третираат овие деца се особено важни. Иако нашата земја е мала, сепак тераписките протоколи современи се достапни во државата, а исто така и големо значење во третманот и дијагнозата има и соработката со другите европски центри кои што ја третираат истата проблематика. Ние сме дел од интернационалните асоциации. Во последните години сме членови и на туморските бордови на другите клиники, односно педиатриски институции. Така. Пред самиот крај, пораката до родителите би била да сите овие дијагнози кои што може би звучат застрашувачки, да не се плашат, навреме да ги препознаат симптомите и навреме да се направи преглед кај детето. Да, родителите треба да ги следат симптомите кај нивните деца, не треба да се крева паника при појава на првите симптоми. Меѓутоа, при повторување на симптомите, при долготрајност, сепак треба да побараат лекарска помош и треба да знаат дека голем дел од хематолошките заболувања денеска имаат успешен третман. Успешно се лекуваат. Ви благодарам, доктор Светлана, за гостувањето, а благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.